Остра осуда за убиството на Вања изрази јавното обвинителство во својот завршен збор од процесот кој се води во Скопскиот кривичен суд. Според обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска, убиството, особено убиство на дете, не е само чин на бруталност, туку тоа е директен напад врз човештвото и општеството. Тоа е дело кое не остава простор за рамнодушност. Тоа е чин кој не може да се оправда. Сторителите на злоделата не заслужуваат само правна, туку и длабока морална осуда, рече во завршниот збор јавната обвинителка. Таа детално објаснуваше како се одвивало планирањето на двете убиства. Рече обвинетите Велибор, Владко, Боре и Љупчо се познавале доволно за да сковаат морбиден план за филмско сценарио. Го киднапирале и убиле велешанецот Панче, а според обвинителката, во грабнувањето на Вања помогнал и нејзиниот татко Александар, кој заедно со грабнувачите седи на обвинителна клупа. Мотивирани од високите суми парични средства, во неделата вечерта таткото Александар го информирал Палевски дека Вања во понеделник сама ќе оди на училиште. Ја убиле ладнокрвно, иако и самите имале деца, немале чувство кон Вања. Сакале со парите за Вања да им обезбедат свадби и погодности за сопствените деца. Обвинителството не прецизираше колкава сума пари обвинетите требало да добијат за грабнувањето на Вања, ниту пак кој ќе ги исплати. Подсети дека Александар Ѓорчевски го одолговлекувал процесот за префрлање на станот од негова во собственост на неговите деца. Според одбраната, ниту со завршниот збор обвинителството не успеало да го докаже мотивот за двете убиства. Основот на обвинението користољубие е одамна паднат и овде се работи за сосема нешто друго. Според мене лично дело извршено за да се внесе страф и немир во населението. Судењето со завршни зборови на обвинителството продолжува и во среда. Зоран Јаневски, Сител телевизија.